Дами и господа, пријатели на македонската фолклорна традиција, добре дојдовте на чествувањето на еден голем јубилеј. На јубилеот 65 години од основањето на културно-уметничкото друштво Илинден од Битола. Во битисувањето на овој ансамбл се запишани 65 години културно творештво, 65 години макотрпно и трудолюбиво обстојување, 65 години како горди чувари на македонската традиција. Оваа јубилејна програма е сместена токму во месец август, месецот на нашиот патрон Илинден, и ќе се состои од ревија на народни носи и концерт на традиционална музика и игра. Ова јубилејна година ја посветуваме на основачите на културно-уметничкото друштво Илинден Битола, кои ја започна оваа светла приказна пред точно 65 години на нашата драга публика, до кои ќе ја доближиме јубилејната програма преку видео и фотодокументација на настаните, како и на сите поранешни, но и актуелни членови на нашиот ансамбл, драги соработници, помагатели и поддржувачи. За жал, заради здравствената криза предизвикана од вирусот COVID-19, одбележувањето на овој значаен јубилеј е во прилагодена форма согласно соодветните протоколи. Сепак, покрај онлайн представувањето и учеството на Републичкиот фестивал на народни песни и игри Илинденски денови, се одлучивме за јубилејна програма овој месец, која ќе биде само дел од прославата на големиот јубилеј 65 години куд Илинден. Концептот на вечерашнава ревија на народни носи е на Филип Јаковлевски, гардеробер во куд Илинден, во соработка со Александар Стефановски, уметнички раководител, Славе Наумовски, раководител на оркестар. Извршен продуцент на јубилејната програма е Борче Димитровски, подпредседател на куд Илинден. Тоа е екипа која заслужува аплауз. Вечерва на оваа сцена ќе имате ексклузивна можност да ги видите скапоцените и оригинални носи и собственост на овој ансамбл и дел од нив собственост на нашиот Филип, презентирани од членовите на ансамбл кои секогаш ги носат гордо и со пиетет. Да се дочека ваков јубилеј на чело на еден толку успешен ансамбл е гордост, предизвик, одговорност, вложено со сето свое битие и душа. Да се биде председател на куд Илинден е повеќе од збор и повеќе од функција, тоа е љубов и аманет. За својот аманет вечерва раскажува председателот на културно-уметничкото друштво Илинден Битола, господинот Антонио Димитровски. Повелете. Благодарам. Но малку ми е чудно со толкав мал број за прв пат од историјата на Илинден до денес. Ние иначе сме илинденци горди на големи поклонувачи на фолклорот и на Илинден, на голема и бројна публика. Меѓутоа, здравствената криза си го направи тоа што го направи и се надевам дека и овде што сте присутни, меѓутоа преку медиумите, социјалните мрежи во наредните денови ќе биде ова сето што ќе се прикажи вечервава и утре вечер пренесено, така да ќе допри до секој кој што е влюбеник во фолклорот, почитувач на културно-уметничкото друштво Илинден од Битола, а такви во Битола, во Македонија и надвор од нашата држава имаме доста и многу. За денес јас и по оваа прилика сакам да бидам многу краток во искажувањето, бидејќи се произнесов и на социјалните мрежи, односно на порталите, на телевизиите, на вестниците,
за овој јубилеј наш, кој што нити е секојдневен, нити е мал, туку напротив е многу голем и многу редок во фолклорните ансамбли во Македонија. Јас ќе дадам една друга димензија на Кудилинден и ќе кажам со една реченица. Нема организација или збиднување во овие 65 години, јас би рекол и малку поќе, бидејќи пред 65 години обстојуваше младински актив во Гинимале, па тој е зародишот на Илинден. Не постои во Македонија без учество на култ Илинден од Битола. Конкретно, самото формирање на Федерацијата на фолклор СОФАМ во 1994 година, една од основачите беше и Куд Илинден од Битола. СОФАМ до ден денес стои и сега сме национална секција на Светската федерација на фолклор ЦИОФ. Конкретно за денес и Илинден и ова што прекрасно ме најави Силвана, можам да ви кажам дека овој јубилеј го сакаме и го посветуваме на буквално сите луѓе кои што имаат било каква допирна точка со Илинден или придонес, помал, поголем, најголем. Меѓутоа, тоа се многу бројни, за тоа на почетокот ќе се извинам, нити можам да ги набројам, нити е коректно да дојде до набројување на личностите. Заради тоа се одлучив да ги кажам само луѓето кои што во тој уметнички дел, оти ние сме председателство, управен одбор или председатели, само организационен дел, менаџерски дел. Меѓутоа, она суштината на нештата, на фолклорот, во случајот вечервава на носиите, тоа се луѓе кои што стручно раководат и се ние ги викаме, и тому е и името, уметнички раководители. Така што во последните 43 години тројца го означија тој подем на Илинден во квалитативна смисла на зборот, во одржување на едно високо ниво во нашата татковина. Првиот беше сега покоен Петар Кочевски, вториот беше Валентин Соклевски и веројатно најдолг период има денешниот уметнички раководител Александар Стефановски. Заради тоа, еве ними ги издвоив. Нормално и оркестарот, и Чапчи, и другите сите беа за исто Филип, кој што сега е носиите ги спремаше, кажа Силвана. И навистина ќе биде некоректно ако се спомнат некои имена. Меѓутоа, јас ќе кажам имена кои што и нешта кои што не ги кажав досега. Например, од Илинден се произлезени повеќе личности кои што значеле за фолклорот, за пеењето, за музиката во Македонија. Од Илинден е изнедрена Виолета Томовска. Од Илинден е излезен сега покојниот Јонче Христовски, Пепи Бафтировски, исто така сега покојниот. Така да, тоа се имена кои што се врвни дострели во областа која што ја негува културно-уметничкото друштво Илинден од Битола. По однос на членовите, играорци и играорки и дел од менаџментот, од управата, ние имаме врвни професионалци во своите сфери. Лекари, професори, сите ги имаме и на број, така да адвокати, ние сме горди да Илинден ги дал придонес во големи бизнисмени, исполнители на музички инструменти и слично, така да
се е то врзано со културно-метничкото друштво Илинден, не само со играта, фолклорот и се, туку и со самата креација на личноста во социолошки, воспитен, педагошки аспект. Заради тоа сме горди на тоа. Горди сме заради бројката која што е секогаш во Илинден меѓу 300 члена, 330 е сега моментално, и во еден период, 82-3 година, 650. Тоа се деца кои што се земени во прегратките на Илинден и тука се развивале. Нормално и во училиштето, и домашното воспитување и се. Заради тоа се пофалуваме и на дисциплината што имаме во Илинден. Затоа се каде бил Илинден, нејасните некој друг може да ги наброи сите нешта. Меѓутоа ќе кажам дека сите награди, односно одличија, кои што се доделуваат на ниво на град Битола, например наградата 4 ноември, во рамките на нашата држава, една награда што беше многу голема на времето, Номсама се викаше. После, што е многу битно, да кажам дека и на меѓународен план, имаме освојувано високи први места во светот. Истото можам да кажам дека ние сме позиционирани на ниво на светот во самиот врв. Имаме и представници во најтесното раководство на ЦИОП. Имаме улога на фолклор, на друштво во светот, каде што секогаш сме прво, второ или трето место рангирани, ако е фестивалот да се рангира и доделуваат награди. Ќе завршам со тоа, да, оваа година, за жал, масакрирана од здравствената криза, мислевме дека со 65 години и една посебна презентација на македонскиот фолклор на Кудилинден од Битола, на најголемата фолклорен настан во светот, или како ја викаме фолклорна олимпијада, меѓутоа ќе се одржи во Русија, не е откажана е за оваа година, ова лето, ќе оди во наредното лето, а Илинден е избран од органите и телата во нашата држава да ја представува Македонија во Уфа, Русија. Јас не би можел да зборувам уште 2 дена и 2 ноќи, меѓутоа ќе треба денешната суштина на нашето собирање да ја означиме со ревијата на носиите, едноставно на крајот да сте здрави и живи и сите заедно да бидиме сплотени, така сме посилни и да живее Илинден, да живее Битола, да живее Македонија. Дебарско-реканската етнографска целина географски го зафаќа делот на Западна Македонија, а во незиниот состав спаѓаат следните етнички предели: Горна река со Мавровско поле, Мала река, Долна река, Дебарско поле. Во однос на население составено од мешовит состав и тоа македонци, исламизирани македонци, албанци и турци. Со векови во реканскиот дебарски дел екзистирале неколку варијанти на носи со помалку или повеќе издиференцирано локално индивидуално обележје. Нивната структура ја карактеризираат бројни облеки, облековни делови и украси во голема мера, условени од географскиот фактор и специфичните климатски услови. Населението од овој дел е познато под називот или етнонимот мијаци. Мијаците, како етничка група, освен во горе споменатите региони, можеме да ги сретнеме и во село Смилево,
регион Железник, Ехловец, регион Копачија, Папрадиште и Богомила, регион Азот и градот Крушево. Тие таму се доселиле од мијачијата и ги пренеле своите културолошки одлики. Овие села се нарекуваат мијачки оази, бидејќи се разликуваат во потполност од соседните села, со кои скоро и да не контактирале. Поради потеклото и припадноста, носиите од мијачките оази ги сместивме токму во овој дел од ревијата, тоест во оваа дебарско-реканска етнографска целина. Женска галичка носија. Карактеристично за оваа носија е белата платнена кошула, по полите украсена со бели ажурни везови чикмиња. Ракавите во долниот дел од рамениците се везени на црвена основа со геометриска орнаментална декорација во гобленска техника, а и со специфичен ажурен вез, кинатица или кинатвез, во комбинација со хоризонтални редови трашци. Долниот дел на ракавите се украсени со црвени волнени резки, алов кис. Мажените жени во селото Галичник и Мала Река со започнувањето на носење на клашеник, извезен со златна срма на предниот дел, представувало промена на статусот од мома во мажена жена, со што се напуштало облекувањето на моминската долама. Женска носија од мијачка оаза село Смилево. Оваа носија е белег на нашето друштво. Истата представува прва женска носија набавена за концентрирање на играорките во друштвото. По незиниот изглед се забележува незиниот мијачки корен. Разликата меѓу мијачката носија и смилевската е во намалената употреба на срмата со обоени волнени конци и гајтани. Нашето друштво е едно од ретките во нашата држава која поседува цел комплет на концентрирање со истата. Смилевска носија, што представува потсетник на Смилевскиот конгрес и Линденското востание и секоја година дефилира низ битолските улици за време на фестивалот и Линденски денови. Женска носија од мијачката оаза Азот. Во споредба со претходните две, можат да се видат голем број сличности, но и разлики. Мијачкиот корен е и повеќе од очигледен, но различноста во поскромниот вез во предниот дел, поедноставноста на скутнината и другите детали ја прават на еден начин оваа носија засебна. Женска носија од Мавровско-реканскиот регион. Двете скутнини, предната пештерка и задната наречена фустан, се едни од карактеристиките на оваа носија. Џамаданот и доламата се изработени од клашнени, чоени или кадифени материјали, со извонредно богата декорација од срмен терзиски вез. Обувањето на нозете само по себе е единствено од ваков вид, односно со обувањето на трите елементи, тозлуци, чулки и калчини заедно, ги прават едни наречени ноги. Кошулата е карактеристична со проширување на долниот дел со киндој, еден вид на специфични фалти.
Горновардарска етнографска целина. Горновардарска етнографска целина ги зафаќа северозападниот дел од Македонија и во незиниот состав легуваат Кумановскиот крај со пределите Жеглигово и Средорек, Скопската котлина со пределите Скопска Црна Гора, Скопска Блатија, Стариот Скопски Дервен и Скопска Торбешија, како и Полошката котлина со пределните целени Горни Полог, Долни Полог и села под планина Сува Гора. Во оваа етнографска целина вечерва ние ќе ви представиме носии од Скопска Блатија и Жеглигово. Стилизирана женска детска носија од Жеглигово, Кумановско. Оваа носија е изработена по оригинален примерок и му служи на детските ансамбли при културно-уметничкото друштво Илинден Битола за изведба на сценската адаптација наречена На ливада на авторот магистар Валентин Соклевски. Оваа носија е составена од кошула која има специфична геометриска орнаментална декорација во комбинација на црвени и црни колористички соодноси. Има скутнина единарка која е богато орнаментирана со вткаени мотиви кола, бела платнена саја и шамија за покривање на главата. Стилизирана машка детска носија од Кумановско. Носијата ја сочинуваат кошула, која е стегната на струкот со ткаен волнен појас на црвена основа, бели гаќи со долги ногавици вовлечени во богато орнаментирани црни чорапи и опинци, а особено значајно место завзема крпата, со која се преврзува главата и која представувала заштита во летните денови. Стилизирана женска носија од Скопска Блатија. Наградена за најдобра стилизирана носија, инспирирана од изворната на фестивалот Илинденски денови, оваа носија завзема навистина посебно место во нашата гардероба. Најпрво изработена за изведба на сценската адаптација по Вардарие, но подоцна истата се користи и за повеќе адаптации од овој регион како Ситна лиса, Женско крстено, Свадба и многу други. Составена е од памучна кошула, безракавна облека елек, направена од ригесто ткаена волнена ткаенина, шарено до половината припоена до телото, а надолу звонесто проширена. Околу ракавите и градниот дел е богато украсена со оптока од ширити и гајтани. Скутнина или вута богато орнаментирана слично како кај Кумановскиот крај. На струкот се носи богато орнаментиран појас, познат како дзуница. Забрадувањето се практикува со бела или жолта крпа, придржувана од ремче со монистрена декорација. Нозете се обуваат со волнени орнаментирани чорапи и опинци. Стилизирана машка носија од Скопска Блатија. Оваа носија е составена од платнена кошула со орнаментирани апликации на ракавите и градите, бели памучни гаќи, фустанка или ајта, која представува продолжение на кошулата, скроена во вид на фалти за поубав ефект при играњето и вртењето, црвени орнаментирани чорапи, шарен појас, како и елек скроен од пругаста ткаенина шарено или аладжан, украсен со срмени ширити. Шопско-брегалничка етнографска целина. Во етнографска смисла, Шопско-брегалничката етнографска целина се надоврзува на големата Шопска област
чија територија се протега на неколку држави – Србија, Бугарија и Македонија. Во Македонија ги зафаќа североисточните делови. Во шопскиот вариетет на носи на наша територија се носиите во пределските целини. Источен дел на Славиште и Дурачка река, Кривопаланечко, Осоговија, Пијанец, Малешевија, делот Овчеполе, Радовиски, Шуплук. Женска стилизирана носија од источен дел на Славиште. Носијата е едно од повеќето ремек дела на нашата соработничка Вера Соклевска, која успева да изработи верна копија на оригиналот. Кошулата на оваа носија е направена од памучно платно, декорирана со бели тантели на долниот околен дел и долниот дел на ракавите. Карактеристична е горната облека, именувана како саја, шајак или казмира, сошиена од црна шоја, долга до колена со куси ракави до лактите, која е богато украсена на горниот дел и на ракавите со специфична декорација на златен вес и повеќе бојни гајтани. Скутината или скутачата е сошиена од индустријска ткаенина со ширити како оригиналот, односно ткаени прави хоризонтални редови, исто како и појасот. Шамијата е жолта, скоро иста како во Жеглигово, со жолти реси и извезени цвеќиња, врзана во каврак. Стилизирана машка носија од источен тип. Овој тип нашиот ансамбл го користи за изведба на ора и сплетови од источните делови на Македонија, односно токму во шопско-брегалничките адаптации. Истата е сочинета од кошула, бечви изработени од кафеава чоја, декорирани со црвени и црни ширити на предниот дел, широк бордо појас, црвени чорапи, кафеав пругаст елек, шубара, како и опасач на кој се прикачуваат најразлични крпи од декоративен аспект, но и како помагало на ороводецот на давање најразлични знаци при играњето. Оригинална женска носија од Овчеполе. Кошулата на оваа носија е кенарлија платно во пруги. На ракавите и на околниот дел декорирани со рачно плетени сорки, цуцки или ојки. Дополнителен дел од кошулата се ракавиците. Плетени полуракави што се носат од китката на раката до лактите, како и грлото, наречено манта, направено од домашна или индустријска ткаенина за покривање на предниот дел. На половината се опашуваат со богато орнаментиран појас, дзуница и со скутнина пешкир, која е составена од две хоризонтални соединети дипли, ткаена на црвена или црна основа, од страните украсена со вертикални орнаментирани појаси. На левата страна од пешкирот задолжително се носи бришалка украсена со сорки. Елекот, како горна облека, представува едно ремек дело сошиен од лито ткаенина волнена, ткаенина наречена аладжа, долг до колена, до половина припиен до телото, а потоа звонесто раширен, додека од внатрешната страна исполнете со волна, а потоа проширен во вид на штепови, изработен со набрчкана структура, пошто се добива името врчкан елек. На главата има каврак, украсена со сорки по краевите. Стилизирана женска детска носија од Радовишки Шуплук. Оваа носија ја користат детските ансамбли за изведба на кореографијата Детски игри од Радовишко. Истата е сочинета од бела памучна кошула, украсена на ракавите и околниот дел со ширити. Над кошулата се облекува саја
која е долга како кошулата, со декорација иста како кошулата и особено е карактеристичен нејзиниот начин на носење, со превртени предни поли наназад кон турот. Скутината прегач е декорирана со хоризонтални редови и форми, кои во долниот дел се појавува поширок орнаментиран појас наречен софра. Околу половината се опашува појас, додека над сајата се носи и елечето. Забрадувањето на главата се прави со шамија од индустријски материјали. Струмоместанска етнографска целина. Оваа етнографска целина го зафаќа источниот дел на Македонија, меѓу течението на реките Струма и Места, заедно со Пиринскиот крај што се протега на територијата на денешна Република Бугарија, а на југ допира до Егејското море на територија на Република Грција. Во незините рамки влегуваат пределите Серско поле, Драмско поле, Петричко, Светиврачко и Мелничко, потоа Неврокопско поле со помалите предели Чеч и Доспат, како и Разлошко. Во оваа прилика ќе ви ги представиме машката и женската стилизирана носија од Разлог. Машка стилизирана носија од Разлог. Машката носија од Разлог ги има речиси сите елементи како источниот тип на носии, со разлика во шарените направени во индустријските ширити кои се наоѓаат до коленото, како и во горниот облековен елемент, елек, кој е на предницата ишаран со индустријски ширит и спуштени ракави на задниот дел, кои имаат само фигуративна форма и немале посебна употреба во секојдневниот живот. Женска стилизирана носија од Разлог. Во почетокот на минатиот век од село Јакоруда, како новина во облекувањето се појавува безракавната облека фустанела, која постепено е прифатена во целиот разлошки крај. По форма, прилично отстапува од традиционалниот начин на кроење. Носијата во горниот дел е припоена на телото, додека од струкот надолу е проширена и набрана во вид на плисе. На долниот рап украсена е со црни ширити во вид на бордура. Кошулата е од бело памучно платно, скутината е декорирана со систем на ромбовидни форми, останатите делови се појасот, индустријска црвена шамија со испечатени цвеќиња, бели хулахопки и чевли. Средновардарска етнографска целина. Од средновардарската етнографска целина, во која спаѓаат регионите на Велес и Тиквеш, ние вечерва за вас ги издвоивме машката стилизирана носија од Тиквешијата, како и женската стилизирана влашка носија од околината на Велес. Стилизирана влашка женска носија од околината на Велес. Оваа носија е изработена по примерок на носија која на вистина, барем денес, ретко може да се најде во околината на Велес и Штип. Од истата во оригинална форма има само во Музеј на Македонија во Скопје, етнолошкиот оддел. Во нашето друштво се употребува за сплетот калајџиско. Носијата, како што гледате, се состои од бела памучна кошула, шамија од индустријски материјал, горен облековен елемент елек, со пуштени ракави, богато извезен, со разнобојни ширити, сукња со фалти во вид на плисе и шарана со гајтани, но и со тантела.
стилизирана машка носија од тиквешијата. Носијата се користи за изведба на кореографијата Гроздобер, во која се представени фолклорните елементи од тиквешијата, како кавадарка и тиквешкото. Кошулата и фустанката со гаќите се основата на оваа носија. На истата се надоврзуваат волнени ногавици до подколена, горен облековен елемент елек, изработен од далаџа, ишаран со срмен гајтан, над кој се става долга бела долама. Вутата, односно скутината, е карактеристична за овој регион, која преклопена во вид на триаголник се врзува на волнениот појас. На главата се носи или шубара, или кече врз која се врзува марама. А ние во продолжение ќе ја слушнаме песната Ајдемо ме стана во изведба на Филип Јаковлевски и Виктор Крстевски. А вие продолжете да уживате. Ајде мала стана бреđana bolna legna, ајде legna бреđana 3 godine, ајде 3 godine, 3 meseca. Ајде никој стана бреđana ne veruva, ајде кој верува бреđana ne je tuga. Ајде ми отишол надалеко, ајде ми отишол бреđanам надалеку, ајде надалеку бреđanам град Битола, ајде град Битола кафеđија, ајде кафеđија бреđanам кафе вари, ајде кафе вари, бреđanам сам се фали, ајде сам се фали пред дружина. Ајде ој дружино, бреđanам моја дружино, ајде што си имам, бреđanам по сестрима, ајде по сестрима мала стана. Ајде што се имам, бреđanам мала стана, ајде како њу, а бреđanам нигде нема, ајде ни у Турско, ни Каурско. Брсјачка етнографска целина. Во рамките на Брсјачката етнографска целина, територијално една од поголемите, раздробена во повеќе котлини и населби, обкружена со големи планински масиви, скоро секоја нејзина котлинска и пределска целина представува ентитет за себе. Струшки Дримкол, Струшко поле, Малесија, Дебарца, Охридско поле, Преспа, Железник, Кичевија, Порече, Прилепско-Битолско поле, Битолски горни села, Мариово, секоја од овие целини има своја карактеристична носија. Белите клашнени облеки, карактеристични за Дебарско-Мијачката етнографска целина, во голема мерка се карактеристика и за носиите на брсјачкиот вариетет на носии. Тие посебно женските изобилуваат со бројни индивидуалности. Оригинални женски носии од Железник. Носиите во планинските предели Железник, Кичевија и Порече и покрај забележливите разлики во облекувањето и украсувањето на поделните делови, кои во минатото биле уште поизразени, имаат повеќе заеднички одлики. Во женската носија од овие предели врз долгата платнена туниковидна кошула, украсена со густо извезени мотиви во светло-црвена и жолта боја, се облекува клашеник од бела клашна, кус до колковите,
богато украсен со срмени гајтани, извезени травци околу аплицира со црвена чоја. Околу половината се опашуваат со дол, црн плетен полнен појас и скутник со вткаени прави хоризонтални шарки, кој во колористичка орнаментална смисла е стилски усогласен со извезените декорации кај кошулата и другите облековни делови. Покривањето на главата се практикува со тульбен од бело тенко платно, со поткити од монистра. Празнична облека е бескрвна, руна од црна клашна, која во случај на жалост се носи и како траурно обележје заедно со црната шамија. Машката носија од железник е од категоријата на сточарско-планинска носија, па тоа ни кажува дека поголем дел од елементите се од бела дебела клашна. За пример се белите бечви кои заедно со џамаданот се опашани со широк ткаен појас, кои се обележуваат врз платнената кошула, украсена на градите со вес. На главата се носи капче, исто како и кај мијаците. Носиите од регионот Железник нашето друштво ги комплетира за изведба на сценската адаптација сплет на песни игри од Емир Хисар. Авторско дело на уметничкиот раководител на Кудилинден, Александар Стефановски, која беше наградена со 2 награди на фестивалот Илинденски денови. Оригинална женска носија од Прилепско поле. Носијата од Прилепско поле е многу слична со носијата од Битолско. Најкарактеристично за оваа носија е надвезувањето со бел вес врз постоечкиот. Тоа може да се види на ракавите и околниот дел на кошулата. Како горен облековен елемент се користи елек, кој може да биде од бела клашна или памучно платно за различни годишни времиња, украсено со бели гајтани и бели монистра. На главата се носи бела шамија со реси, врз која се извезени мотиви од природата. Елекот е опашан со долг платнен волнен појас, додека се сретнува и валанката која првично се изработувала од црна клашна, додека подоцна се сретнува и од копринен материјал врз кој е шарано со црни гајтани. Неизбежниот елемент скутина, во Прилепско познати како опрегач, се носи над клаштеникот. А сега ќе ја видиме оригиналната женска носија од Мариово. Носијата од Мариово е една од најоригиналните и најрепрезентативните македонски носии. Составена од бела памучна кошула, богато украсена со густо извезени мотиви од техниките писано, лозено, полнеш и грабено. Врз неа се носи платнена сагија во горниот дел на рамениците и бочните страни. Расцепите богато и рустично подкитена е со црвени волнени рески, наречени кис. Околу половината се опашуваат со црн, платнен појас и ткаена волнена скутина. Фута, украсена со ситни мотиви и подкитена со густи волнени рески. Девојките од Мариово главата ја покривале со тульбен, додека мажените жени врз тульбенот носат обрус од бело платно со извезени вткаени мотиви и густи и долги рески на двата краја. Карактеристични се и ракавите сошиени со полнеш и лицето со црвено кадифе. Стилизирана машка носија од Мариово. Машката носија од Мариово, составена од бројни бели клашнени облеки, ги има сите карактеристики на изразито планинско-сточарска носија. Кошулата како основа на сите носии кај младите мажи, младоженците е во вид на фустан, кој од половината до колена е многу набрана со фалти, додека на ракавите отворена и под неа се облекуваат ракавчиња од бела клашна. Над кошулата се облекува џамадан од црна клашна, кој е долг до половината, која пак е опашана со ткаен појас кемер.
На нозете, покрај белите гаќи, носат и бели чорапи кои се прицврстени со подвески. На главата носат шубара. Оригинална женска носија од горни битолски села под Пелистерие. Носијата која во моментов ја гледате од почетокот на 20 век, односно истата, е еден вид на усовршување на претходниот тип на носија во овие села, кој се носел во 19 век и имал претежно алова боја. Бидејќи овој понов тип, во кој преовладува црната боја, односно се среќаваат слични елементи во везот, како кај претходницата, но наместо со алова боја, истиот е извезен со црна боја и се смета дека започнал да се применува најпрво во селото Буково. Често оваа носија се среќава и под името Буковска. Составни делови се кошулата, извезена со црн вес на околниот дел на ракавите, надополнета со црна тантела, бел и црн тлашеник, фута, појас и на главата носат марама, позната како даркма. Доколку везот на даркмата е во бела боја, тоа значи дека жената е во жалост. Стилизирана машка носија од битолско. Машката носија од битолско пак е составена од кошула, долга до над колена, отворена кај ракавите и под нив се носат црни ракавчиња. Половината е опашана со волнен бордо појас. На нозете, над белите гаќи се носеле црни чорапи со мало украсување во горниот дел. Над кошулата се носи црн тлашеник, додека на главата се носи шубара. Нозете најпрво се обувале во кожни опинци, но во поново време и во гумени. Оригинална носија од битолско поле. Женската носија од овој предел е позната по бројноста на облеките и на нивното украсување. Составена е од кошула, богато извезена на околниот дел и ракавите, како освен везот од волнени конци можат да се најдат и монистра, но и сребрени парички. Под кошулата се носи грло, богато извезено, додека на ракавите се додаваат така наречени ракушки и тресалчиња, со кои се комплетираат како една целина. На кошулата се носи бел клашен, додека над белиот клашеник, кој на половината е опашан со појас, се носи допојасен, безракавен црн тлашеник. На главата исто така се носи даркма, додека нозете се обуваат со богато орнаментирани чорапи, како и со кожни опинци, чевли, а во поново време и гумени опинци. Јужномакедонска етнографска целина. И оваа етнографска целина, чиј најголем дел се наоѓа во рамките на државните граници на Република Грција, ги зафаќа пределите Костурско со Нестрам, Пополе и Корешта, Леринска река, Леринско поле, Воденско, Пазарско, Вардарија, Солунско поле, Лагадин и Бојмија во Гевгелиско. Во овој регион присутно е големо шаренило од носи со помали или поголеми издиференцирани локални обележја. Стилизирана машка егејска носија. Основно обележје на оваа носија се долгите бели клашнени ногавици, наречени клашни, и горната облека, наречена ќурдија. Долга до колена, наградите украсена со пуфки. Ќурдијата на струкот се опашува со кожен ремен. На главата во постаро време носеле плитка тркалезна црна капа, која во поново време била заменета со качке. На нозете обувале чевли, а во поново време и гумени опинци. Во оваа пригода, во чест на Злата Лазаревска, сакаме да ви ги представиме неколку типови на носии под пределот на Леринско поле, односно женските носии од моштените.
Носиите инаку се подарени на нашиот Филип Јаковлевски. Како најстар тип во овој регион се среќава горниот безрајкавен елемент наречен ќурдија. Изработен од клашна кој на краевите е украсена со црни гајтани, додека на предницата кај градите можело да се види и парче од индустриско платно. Кошулата на овој вид носија е позната како кошула со поли, која на околниот дел е извезена со карактеристичен вес со крвчиња, ракавите претежно завршуваат отворени, но во поново време се случувало да завршат со мала манжетна со набор на сура закопчани со петличе. На главата се носеле шамии со реси, претежно во темни бои. Нозете ги обувале со црни чорапи, со крми, односно еден вид направење шарки во плетењето. Како нов тип на носија, кај моштените се среќава носијата со антерија. Истата ја изработувале терзии кои ја шиеле од кадифе, од басма или од штоф. Антеријата, како и ќурдијата, е долга до колена, но малку пократка од кошулата за да се гледа везот. Кошулата се задржала како и претходно со поли. Половината се опашува со четворократен појас, над кој по желба се доукрасувал со шамивче. Над кошулата, но под антеријата се носело или гушалче, везено со 3 цветови, или кошулка со шиена на терзија од кадифе. Покрај различните начини на врзување шамии, кај кои претежно се користеле индустриско платнени, кај моштените карактеристични се и различните видови на скутини или прегачи, кои носеле своји имиња како стаматен, алски, килимски, со пилишча и слично. Како најнов тип се сретнуваат фустаните кои имале различни имиња според нивната боја, односно шекерлив за розев, бел, жолт, жабјаков за зелен, бордо или слично. Со овој тип на носија се случува и промена на кошулата, односно се појавува нов тип на кошула, и тоа кошула клевкана или со лимби, на која карактеристични се цвеќињата извезени на околниот дел, кои се познати под името ергенчиња. Во поново време се сретнувало користење на гумени опинци на нозете. Но не ги заборавивме и градските центри. Во крајот на 19-тиот век и почетокот на 20-тиот век се случува една голема промена во Османлиската империја, каде започнува едно големо влијание на европската култура и европската мода. Во градските центри започнало отворање на конзуларни представништва, каде конзулите со нивните семејства носеле своја модерна европска облека. Па повидувањето и тукашните шнајдери не паѓале подолу. Тукашните шнајдери започнале да кројат и шијат по нов тип на носии. Па така имало преоден период каде што можеле да се сретнат двата типа на носии во градските центри, и тоа до тогашната ориентална ала турка, но и новата европејска наречена ала франга. Носија од воден меглен. Во оваа носија најубаво може да се види како облеката постепено почнува да трпи трансформација. Па така на долги од фустан се наоѓаат и прилагодени со свилени материјали скутина и појас, кои како елементи се задржале од минатото. На главата се носи тепелап, карактеристичен за овој регион, додека ракавите и околу грлото се украсуваат со додатоци, односно памучно платно надополнето со тантела. Стилизирана еснавска носија. Оваа носија се среќавала кај еснафите,
односно за наечиите од градските центри. Во истата се применува ориенталното влијание од османлискиот период. Карактеристични за носијата се копоранот, кој представува горна облека со пуштени ракави, силав, кој се носи над волнениот појас и им служел за прицврстување на оружјето кое често можело да се сретне низ населението, додека на главата се носи еден вид на плитка капа со реси, налик на фес. Стилизирана носија од Крушево. Во Крушево значителен број на населението биле власи, па така во новиот тип на носи повторно се сретнува кадифени елементи во темна боја. На главата често знаеле да носат шешир, која заменил шамијата како покривка за глава. За да го доукрасат својот изглед, носеле марама со реси, прицврстена со брош. Носија ала турка. Стилизиран примерок на машка носија во градските центри од типот ала турка. Карактеристични за овој вид на облека се турскиот фес, како и шалварите кои подоцна биле заменети со пантолони. Битолска градска носија. Битола, како еден од главните центри во Османлиската империја, е конзуларен домаќин на европските конзули во румелискиот Белгеберуг. Многу брзо ја примениле новата носија ала франга, која можела да се сретне во најразлични типови. Чадорот, лепезата, гергефот, често се наоѓале како додаток во секојдневието на битолските кокони. Описот на носиите кои вечерва имавме чест да ги видиме е избор од магистерскиот труд на магистер Валентин Соклевски, како истражувачкиот дел на академик Георги Здравев. А ние се уште се дружиме со градските носии на убавата Битола.
Почитувани пријатели, во оваа прекрасна битолска квечерина ни останува да се подсетиме дека носиите биле одамни на она што не идентификува како засебен етникум. Во иднина ќе бидат аманет кој не подсетува кои сме и од каде доаѓаме. Затоа, на сегашноста ја останува љубоморно да ги чува и да ги презентира. А ние ве покануваме да бидете дел од утрешното чествување на 65 годишниот јубилеј на ансамблот Кодилинден, кој утре во прекрасниот амбиент на амфитеатарот на Тумбекафе ќе продолжи со концертот на традиционална музика и игра во 20 часот и 30 минути. Се гледаме утре и продолжуваме исто како со вечерашно во уживање. Тоа ви го ветуваме. Ви посакувам добра ноќ.